дами и господа. Алберт почна нешто општествени депресии и апатии. Ја не би сакал за тоа да зборам, оти by default некако по фројдовското тоа слободни асоциации ме асоцира веднаш на Груевски, Ахмети и Хамди Байрам. Затоа ја се продолжам на кратко, бидејќи имам 3-4 минути, така ми беше кажано, и во вакви случаи многу подобро да прочитам отколку да одолговлекувам. Јас ќе се обратам на вториот службен јазик, имавме германски, англиски, македонски, хрватски, малци и албански. Се надевам тие што не разбираат слушалките ги користат. Значи, не би сакал да се наврата фални. Се извинувам, па не би сакал да се навратам во грешките од минатото, така да фокусиран и осврнет сум кон иднината и ги разгледувам бенефициите од нашето интегрирање во Европската Унија и поради тоа ќе зборувам само во контекст на тоа, воопшто без да се враќам назад, не анализирајќи ги политичките каприци и амбиции кои што се појавија во минатото, кои што не ни создава доа високи трошоци економски и социјални. Европа е континент каде што со труд и заложби се достигнати успеси, чии што основ се демокрацијите и високите животни вредности. Овој стандард кој предизвикува секој ден многу млади момчиња и женски во нашето преку нивното напуштање на државата укажуваат дека ја сакаат Европа. Поради тоа и ние не треба да се сомневаме каде се перспективите за Македонија и во сосем нормално луѓето да се определат за најдоброто за нивните семејства, но треба да се стави крај на напуштањето, имиграцијата и треба да станеме дел од Европската Унија, избегнувајќи го тешкиот феномен на имиграција. Ова можеме да го избегнеме само со нашето соединување и обединување во Европската Унија. Во ЕУ не се оди само со дубави изборови. Сме слушнали од нашите политичари 25-30 на година дека постојано се за Европската Унија и НАТО, но еве се наоѓаме каде што сме. Да станеме дел од Европа се еднакво да имаме подобри училишта, подобри болници, високи плати и подобри услови. Како заклучок, социјална држава која има возможува на своите граѓани да се развива и со тоа и да ја развива и држава. Како да се подготвиме за Европа? Дали има магичен збор ке треба да се искаже Европа да ни каже повелете, дојдете. Да, сметам дека има, тоа се два збора. Едниот од нив е работа и другиот збор е закон, односно нивното спроведување. Нема друга филозофија. Секогаш сум се повикувал на американскиот председател Кенеди како еден од најпаметните извори на мудрост преку кој го научив мојот концепт за државата, каде што вели не прашувајте што државата има направено за вас, туку што вие правите за државата ваша. И поаѓајќи од ова, сите ние треба да започнеме со работа, поаѓајќи од политичарите се до поединците кои што живеат и на најекстремните зони во Република Македонија. Со труд и работа треба да го изградиме концептот на колективниот ум и мислење. Многу важен за мене да работиме честно, праведно, секоја алка да се вржи својата работа и должност, да се изгради куќа и дом каде што секој става цигла и шака и секој добива за успех и награда за неговата заслуга. Се разбира дека законите треба да се спроведуваат на секаде низ целата територија. Треба да важат исто и подеднакво како за Шилеков, така и за Мерко и Таравари. Законот за одржување на чист воздух или чиста животна средина треба да важи подеднакво во Битола, Тетово и Полошкиот регион. Секој додека се залага за изградба на правилна и праведна држава на можности и развој, со тоа само што сме ги облекле кондурите да влеземе во Европската Унија.